Општинската изборна комисија од Битола им ги врачи уверенијата на новиот градоначалник Наташа Петровска и членовите на новиот состав на Советот на општината. По одржаните избори на 15 октомври, на кои во Битола победата ја однесе СДСМ и коалицијата во првиот круг и доделувањето на уверенијата, одстранети се сите правни пречки за преземање на функцијата градоначалник, како и одржувањето на конститутивната седница на новиот состав на Советот. Роковите за поднесување на приговори во врска со локалните избори за градоначалник и локалните избори за Совет на општините се поминати. За Битола немаше приговори, па според тоа Општинската изборна комисија констатира дека објавените резултати се конечни. По тој повод беше организирана денешната свеченост, кога се доделува и уверенијата за градоначалник и за советниците на општина Битола. Новоизбраниот градоначалник Наташа Петровска најави дека општината ќе биде транспарентна и отворена за сите граѓани, а пак советниците дека ќе се залагаат за остварување на зацртаните проекти. Тој е само свечениот момент во кој што ги добивме уверенијата, останува по сугестијата и онака како се договоривме со протоколот да изврши организација, значи на примопредавањето на канцеларијата, да кажам, кабинетот на градоначалникот и да започнеме со работа, затоа што дефинитивно после сето она што го ветивме, граѓаните со право го очекуваат нашето одговорно работење. Така да во оваа прилика би посакала успешна работа за сите советници во Советот на општина Битола и би потврдила уште еднаш дека општината ќе биде транспарентна и отворена во мојот мандат. Нас ни е особено драго што изборите завршија без ниту еден приговор. Официјалните резултати излегоа во најкраток можен рок и нашата победа на овие избори беше чиста како солза. Особено ми е жал што опозицијата еве денес не присуствуваше на седницата на свеченото доделување на сертификатите. Тоа е еден само обичен свечен цин во кој сите оние што бевме избрани од граѓаните требаше да бидеме денес присутни. Се надеваме дека во идниот период многу работи кои беа ветени во изминатиот период од политичките партии и од нас ќе бидат ставени на маса и ќе почне нивната реализација, бидејќи Битола нема веќе време за чекање после долгиот период на неработење и долгиот период на тапкање вместо. Освен новоизбраниот градоначалник на Битола, на свеченоста присуствуваа и 17 советници од СДСМ и коалицијата, двајцата советници од независната листа Поинаку и советникот од коалицијата на ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците. 11 советници од ВМРО ДПМН и коалицијата не присуствуваа. Како што информирааше носителот на листата на ВМРО ДПМН и коалицијата Борче Димитровски, вакви свечени церемонии досега не се организирале, а уверенијата се подигаат на конститутивната седница и се даваат за клетвите. Нивните советници ќе се појават на конститутивната седница идната недела. Според Димитровски, СДСМ треба да престане со популизмот. Изборите завршија, време е да се зафатат со работа. Ја имаат апсолутната власт, зашто ќе имаат и апсолутна одговорност. Според најавите и неофицијалните информации, конститутивната седница на Советот и преземањето на функцијата градоначалник од страна на Наташа Петровска треба да се случат веќе во среда,